почитувани представници на медиумите, почитуван директоре на болницава, почитуван градоначалник, почитувани колеги министри. Денеска е свечен ден, можам да кажам, и голем ден и за Општина Прилеп и за Општата болница Борка Талевски од Прилеп. Денеска го означуваме свеченото пуштање во работа на нов ургентен центар, како и на акушерското оделение во рамките на оваа болница. Сакам да нагласам дека овој настан е всушност значаен и има посебна вредност за граѓаните на Прилеп и за регионот. Тие добија два нови одела со најдобри услови за пружање на здравствените услуги. Се разбира, во овие услови на здравствена криза заради пандемијата со COVID-19, како и воопшто јас и сите граѓани на општината, им посакувам да ги служи здравието и колку што може помалку да имаат потреба од лекарска помош. Но мора да бидеме секогаш добро подготвени, да имаме добро опремени јавни здравствени установи, најдобри услови за работа на докторите, на целиот друг медицински персонал, да бидеме сигурни дека граѓаните ќе имаат најдобрата здравствена услуга во нивната локална средина. Иницијативата и потребата од отварањето на ургентниот центар постои 15 години. И мене ми е особено драго што токму во овој период ние целосно ја завршуваме, ја крунисуваме изградбата и опремувањето на ургентниот центар. Негова намена е за прегледување и за триажа на пациенти, како и за третман на итни пациенти. Во центарот ќе има амбуланта за преглед на пациенти, просторија за реанимација, за згрижување на рани, како и просторија за давање на терапија, односно дневна болница со 6 кревети. Ургентниот центар е опремен со ЕКГ и ехо апарати, дефибрилатор, 3 пациент монитори, инфузиони пумпи, други апарати неопходни за првата ургентна интервенција. Во овој центар во смени ќе бидат ангажирани 12 доктори, 12 медицински сестри. Во акушерското оделение извршено е генерално реновирање на подовите, на зидовите и на вратите, на санитетските јазли, на водоводната инсталација, на осветлувањето и на електрична инсталација и набавени се нови медицински кревети и медицинска опрема. Новиот ургентен центар и акушерското оделение се само последните две големи инвестиции кои што се направени во Општата болница Борка Талевски во Прилеп. Во изминатиот период, говорам од 2017 година наваму, извршени се реновирање на делови од здравствената установа во кои ништо не било инвестирано од денот на нејзината изградба. Реновирани се болничка аптека и биохемиска лабораторија, амбуланти по ортопедија, урологија, хирургија, нервна и детска амбуланта, како и реновирање на амбуланта по интерна медицина и амбуланта за очни болести. Во изминатите години е набавена опрема во вкупен износ од над 50 милиони денари, и тоа според потребите и според барањата на скоро сите оделенија. Посебен приоритет на здравствената политика од 2017 година наваму се инвестициите во стручниот и медицински персонал. Достигнавме историски рекордни високи примања на здравствените работници. Заедно со сите зголемувања досега, вклучително изголемувањата во месец февруари 2020 година. Основна плата на лекарот специјалист е зголемена за 40%, на медицинските сестри 20% и 23% на медицинските сестри на клиниките, на општите лекари за 25%, а на здравствените соработници за 15%. Ова беше едно од нашите ветувања во 2016 година и јас сум посебно горд што денеска можеме да констатираме дека ова ветување е исполнето. И тоа е одлика на една одговорна влада, која успеа да го рехабилитира пустошот што го остави здравството на претходната влада на ВМРО-ДПМН и да го зајакне здравствениот систем во нашата држава. Здравствената криза од пандемијата со коронавирусот повеќе од кога да е покажа колку е важно здравствениот систем на нашата земја да биде цврст. Затоа во овој период континуирано вложуваме во зајакнување на здравствениот сектор. Создаваме
ресурси, сериозно надграден здравствен систем во однос на капацитети за сместување, медицинска опрема и најважно, знаењето на здравствените работници за да се справиме со актуелниот бран на коронавирус. И во оваа прилика, како и во секој јавен настан, повторувам, вирусот ќе го победиме единствено со многу дисциплина и со безусловно почитување на сите мерки. Убеден сум дека во оваа криза ќе излеземе многу посилни, многу помудри, ќе разбереме колку е важно да сме граѓански солидарни, да имаме поддршка или да даваме поддршка на институциите, да си даваме меѓусебна поддршка и мислам дека после оваа криза сите од нас ќе излеземе како поголеми луѓе. Во таа насока во изминатите 3 години се посветивме на унапредување на работата на локалната самоуправа, во инвестирање, во процесот инфраструктура во општините низ цела држава. Резултатите ги гледаме денеска, но ги констатираме и секој ден. Би сакал да истакнам во оваа прилика и да изразам благодарност од свое лично име и од име на владата и од граѓаните на оваа општина Прилеп за донација од 50.000 евра во специјални болнички кревети и инвалидски помагала која во мај во болницата пристигна од турската компанија Алим Орман Урунлери, со што се покажува дека солидарноста и општествената одговорност доаѓаат посебно до израз во кризни ситуации, а се од исклучително значење за искреното пријателство помеѓу граѓаните на сите држави. Посетата во Прилеп, заедно со нашите домаќини од општината и со министерот за транспорт и врски, ќе ја завршиме со посетата на населбата Точила. Таму заврши работата на реконструкција на локален пат до оваа населба, со што се заокружи изградбата на целосната придружна инфраструктура во населба Точила, со што во овој дел од Прилеп доби целосно нов лик. На крајот сакам да ја пренесам пораката моја лична на владата до градоначалникот и до граѓаните на општина Прилеп. Владата, како и досега, ќе стои цврсто во поддршка на проекти кои што ќе значат подобрување на животот на граѓаните во општина Прилеп. Ние денеска тоа можеме да го зборуваме со силен кредибилитет заради тоа што оние проекти кои што ги ветивме, за кои што се залагаме, како што е овој денеска првпат после основањето на болницата да има ургентен центар, ќе продолжиме и понатаму во наредните месеци и години. Благодарам на вниманието.